Почитувани ви посакувам добар ден и добре дојде во емисијата Очи во очи. Со мене и со Мухич во ова врнежливо петочно попладне. Ја привршуваме и оваа работна недела. Слободна тема е предлогот за денеска и изобилство од теми и настани кои се случуваат и кои се случуваа вчера, па денеска, па ќе се случуваат и понатаму. Да се надеваме дека се навестување на некои позитивни промени и во таа смисла мислам дека има и многу да се зборува, па еве јас затоа ќе ви препуштам вие да го имате, како би се кажало, главниот збор. 6091 924 925 се телефонските броеви и еве веднаш можеме да го слушнеме и првиот гледач да ја отвориме оваа наша средба. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете, вие сте. Па сега знаеш кога некои луѓе не ги чечкаш, а сами се чечкаат, значи ги чешува намока што не ги не се чешале. Да го поздравам пријателот од Ресин и само да го потсетам дека тоа што се спофали со преминот Маркова нога. Е благодарение на Преспанскиот договор кој тој го плука. Значи, или го прифаќа Преспанскиот договор, или нека не се гордее со преминот. Значи, преминот се отвара благодарение на Преспанскиот договор, а не по негова заслуга. Тоа е една работа. Меѓутоа, втората работа е околу прв ден на работа и веднаш градоначалникот Орце и ВМРО паднаа во корупцијски скандал. А тоа е ангажирањето на 60 приватни автобуси. Затоа што 2 години го блокираат тендерот со нови автобуси на Данела, за да денеска дозволат 60 приватни автобуси влезат во јавниот сообраќај на град Скопје. И се поставува прашањето сега како ЈСП Скопје ќе им плати на овие 60 приватњаци, ако знаеме дека должи на сите други приватњаци кои редовно работат и кои се по тендер. И како ги вклучuje во јавниот сообраќај кога нема распишано тендер на кои линии ќе учествуваат, по која цена ќе возат. Значи, ова е за посматрање. Значи, ова не е така обичен скандал. Никој не кажува по која цена овие луѓе по километар ќе возат низ градот Скопје. Затоа што нема тендер. Тоа е една работа. И втората многу битната работа што е овдека, за што се треба да се рачисти, треба да се каже чиви се автобусите. За да знае овој народ поради кого беа блокирани овие тендерите на Данела. Значи, прв ден на работа и голем корупцијски скандал и за ВМРО и за градоначалникот. Толку пријатно. Благодарам, ве поздравувам и јас. Добар ден кој ни е следен. Повелете. Добар ден и убав ден. Нека ни е убав, повелете, да. Добар викенд. Да, повелете. Сега јас прво би прашала, значи во клинички центар, кај тука на крај, како да кажам, каде што инфективно се гради зграда. Значи буквално у клинички приватна зграда се гради. Ја не знам чива е, кој може да дозволи. Зграда стамбена, не е нешто во функција на клиничка. Да, стамбена и сега не може, од прилика сега не можам да ви кажам колку спрата е дигната, колку се ја видел. Така да, има печет, не знам колку спрата. Меѓутоа, како може? Ако треба таму нека се изгради некоја клиника, не стамбена зграда. И чива е таа зграда, тоа е државно земјиште тука во клинички. Ја не знам, ако е некоја денационализација, нешто враќање стварно не знам и многу сакам да знам, затоа што еве вака се нешто никнува кој да дозвола, како да кој купил земјиште и така. Друго, слушнавме дека во Бугарија имало некоја хаварија во нуклеарната централа. Козлодуј, добро, да. Пожар некој или нешто, да. А можда и овој да е дош нешто да се софаѓа нешто и со таа нешто хаварија. Значи, сега за автобусиве. Значи, што кажува господинот? Па добро, значи, наш се ни смета. Абе, дајте на народот не го интересира кој, што и како. Мене уопште не ми интересира кој купил, што купил, кој донел, мене ме интересира да функционира. Значи, после месец и повеќе, кога стинека пишав
ајде на еден портал и дојдова кантите денеска ги изчистила. Значи, после месец и пол дена, можете да замислите. Мене ме интересира кај одат парите ние што ги плаќаме и тука треба да се направи една ревизија, да се влезе и сакам да знам парите што ги плаќаме каде одат. Значи, тоа ми е многу важно. А кој купил, што купил, зашто купил, кој чистел, како се снашол, од кого го зел, ама буквално баш не ме интересира. Сакам да го видам чисто, да ми биде чист градот, улиците и све, и еве рака да бидат кантите собрани, затоа што стално го кажувам тоа. Контейнерите, значи на иста улица колку сме 4-5 метра, се собираат, кантите не. Значи мене ме интересира чисто. Така, благодарам. Добро, да, вашиот пристап е поинаков од првиот соговорник. Би рекол дека е во насока не е битно како, битно е да има. Значи, дали нашле начин како да договорат, дали имаат волшебно стапче, па ги создале одеднаш, се појавиле автобуси и така натаму, кои до вчера ги немало, или кој знае што е, битно да има. Добро, добар ден, кој ни е следен и неговото мислење може би е пак поинакво и од првите две. Повелете, добар ден. Здраво, Здраво, повелете, се слушаме. јас сум. Да, вие, повелете. Добро. Па види, ако збориме за овие слободни теми, нема греф да не најдеме те овие. Абе едно место да најдеш да нема греф, да се безгрешни. Феномен се за правење ујдурми и марифетлаци. Абе чудо некој се. Еве спомна го спојава клинички центар. Еве ја не сум бил клинички центар годинама. Идам. Добро, за среќа, да, чувајте се и останете така. Не беше некоја таква ситуација, повеќе беше една така да се провери. Мислам да немате потреба, велам, да одите, тоа е. Да... Мора под принуда на матичниот и на порични наше ветри. Бе тоа хаос таму. Па тоа све искршиле, бе тоа, тие таквите што се гондоли, како вика тие едни што се посреди на пут, да покаже по кој како да се вози. Ни паркинг, ни ништо, таму работат граѓевинци, кај тоа патофизиологија, тука, не може брза помош да поеда човече, на кардиологија да спаса човече, ги носат, може 200 метри, 300 метри наназад руки, тие болните, за да таа ќе ги спасат, неколку ќе ги спасат, с краја било. Сега ти кажам дека е хаос. Тие министри што доаѓаат и сега овој, што се тоа, да не ги кажам со пофален епитет, значи катастрофа. Ништо не функционира, Оние беа, значи, параспори, овие се дамбетер параспори, пушти се фалат за успеси, па ке граделе, а бил Шведска 120 милиони евра, тунел 25 километри, ги коштало швеѓаните. Тука 600 милиони не кошта Кичево, Охрид, 12 километри тоа на отворено, не тунел. Ајде, поздрав. Да, ви благодарам. Ба добро, така е тоа обично. Оние помалку добростоечки, да не кажам посиромашни, во принцип некако од секогаш биле пошироки, погалантни и така натаму. Или барем не оди тоа пропорционално со богатството. Кој има повеќе, не троши пропорционално. А кај нас ќе видите, луѓе немаат, не знам, или немаат за кој знае какви богатства, скромна некоја и трпеза и така натаму, но ќе си овозможат одреденијете задоволства повеќе отколку некој што има многу повеќе. Така да полесно е да извадите од некого, не знам, 100 евра под наводници, кој нема, отколку некој што има милиони. Затоа имаат, оти не даваат. Сега веројатно и ова што го спомнавте. Ние помалку имаме, па затоа поскапо и плаќаме, повеќе трошиме. Барем да најдеме некоја позитивна карактеристика наша, кога веќе повеќе плаќаме. Балкански менталитет, дух, плаќаме за кејф што се вели. Но затоа ние уживаме и за музика и така натаму, веселби, па се вадат пари, се трошат. Нема таму тоа во Шведска. Секој денар, односно, што се таму, шведски круни, ако не се лажам и така натаму, најмалку 2 пати ќе ја свртат банкнотата пред да платат. Ќе ја проверат, ќе се преиспитаат. Повелете, добар ден. Водител од име, поздрав. Поздрав до вас, повелете.
Па да бидам искрените, како ме интересира пашлукот на политичари, кои што преку ноќ може да прават што сакат и како сакат, али прво процентов за себе го имаат во джеп. И како ме интересира пашлукот на политичарите. Него знаете што? Да. Многу интересно е што ние се губиме во аршин и во лично во својот карактер. Сега ако го имаме. Да. Сега јас се прашам за себе, па ќе го кажам следно. Завладава до пред некој ден, кога некој ќе кажеше ваква таква во негативна конотација, па како вчера се дојдени, па немојте, па треба тоа време. Како овој вчера дојде, па сега пофални, зборам за градоначалникот. Ево суперлативи. Фешти прави, што да ви кажам. И сега мене не ме интересира. Како не ме интересира? Кој и како ќе го плати тоа? Дали ме разбирате? Тие прекувремени часови, тоа потрошувачка на горива, тоа ангажираност, треба ли да се плати? Кога ќе знаеме колку ќе се плати? Колку ќе кошта? Дали ме разбирате? Разбирам, да. Лесно е јас да ве викнам во кафеана, ќе ве часта ме разбирате, па си папкам, па на крај ќе ви кажам, ај и со вие платите. Не ми е до ништо, платете вие, не можам сега да... Така. Сега имаме едно големо въпрос, прашање, почитувам водителу. Што ќе биде и дали градоначалникот ќе реагира и како ќе реагира кога ќе почне да се рушат биоградвите во Чај? На илјадници кубици шут. Ајде да го видиме тогаш. И владата да видиме дали ќе го реализира тоа, па да имаме пофолни зборови. Благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Но добро, може би постои и оној друг пристап, а тоа е дека организацијата не мора нужно да чини или да чини толку пари, односно да биде она што или кој ќе го плати, да биде платена од една страна. Може би тука станува збор за поинаков договор. Да, вие го кажавте тој прв модел пристап, ќе ве повикам во кафеа на ресторана, потоа платете ви. А може и пристап ајде да се собереме сите, па секој да си плати, не знам, и тоа како ќе дојдете и така натаму, па некако да се соберат. Затоа велам, да не мора еден само да плати. Во смисла, донесете, дојдете со автобуси, трошокот е на секого од вас, нема што да ви платиме, а вие ќе имате промоција, не зборуваме за ова конкретно, туку чисто за различни пристапи. Во таа смисла, дојдете во ресторан, па ќе си поседиме, убаво ќе си поминете, а сите ќе си поминеме убаво, всушност. А нема да падне на товар на еден. Наместо јас сам да седам, замислете, излезе сам градоначалникот, ни автобус, ни ништо, на толкав паркинг. Или тие сами со автобуси, што може го прават тоа, но кога блокираат. А вака заедно сме посилни. Да го споиме корисното со функционалното, супер. И така блокирате, барате пари и никој не ви плаќа, па дојдете овде, па ќе се промовираме. Затоа велам, мислам како пристап повторно, не велам, ниту знам што е во овој случај. Но затоа има варијанти, особено велам кога сте, гледате, протестираат секој ден новие таму кои се флораскоп, што ли, како веќе, ајде не е битно да не именувам. Оти може би грешам, не мора со имиња, со термини. И не се само тие, впрочем. И така излегуваат, протестираат, и овиете до вчера имавме постојано, па не возат, значи ниту имаат, ниту работат, ниту имаат некаква полза. Па барем вака, ајде ќе излеземе заедно, па ќе си направиме едно заедничко време добро. Поминато убаво. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Добар ден, дали се слушаме со некого? Ало? Добар ден, повелете, вие сте. Ало? Да, се слушаме, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Да, почит, повелете, вие сте. Господин Исо, Да, кажете. јас би зборувал за следново. Посакувам
добра работа на градоначалникот Орце Георгиевски, дури не би замерил ако ѓубрето него исчиста за 72 часови, бидејќи сето тоа ветување го разбирам како порака дека ќе се почне со некоја одлучна акција, така го разбирам тоа ветување. Така. За средување на проблемите со ѓубрето. Па да се надеваме дека ќе почнат. Но сепак, начинот на кој се отпочна беше многу театрален, господин Исо. Како да се отвара некоја фабрика за тешка индустрија од светски ранки, а уште танец фалеше да го одиграа таму тешкото. Да ви кажам право, разочаран сум од присуството на премиерот Мицкоски, тој приказка сама за себе. А со тоа ли ќе го гради својот рейтинг на меѓународно ниво? Така ли ќе се прикажува дека е водач на македонската јунаштина, што е собра свитата околу него, и гледајте ме и чудете се. Не се согласувам со таквиот настап на премиерот. Благодарам и пријатно, господин Исто. Благодарам и јас за тоа што го споделивте вашето размислување. Да, се согласувам дали е 3 дена 72 часа или, не знам, 172, кажав денеска, што би некои 9 дена било, е навистина релативно небитно, битно е да се заврши работата. А тој втор момент колку е тепајки политички коректно и колку е, не знам, за припишување на високи поени тоа да, не знам, се прави еден вид голема помпезен настан околу тоа дека успешно се собира ѓубрето, ете, и тоа е за дискусија секако. Во смисла во која, што да очекува човек понатаму, дали е тука максимумот или е тоа само почетокот. Повелете, добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Ало, се слушаме? Се слушаме, поздрав, повелете. Овој Бугаринов плука по ВМРО и по Мицковски затоа што не сака да ги стават бугарите во уставот. Јасна е приказната што го мачи човекот. Значи, каков театар бе? Се јавува тој Љупче од Радишани што го плаќаат. Плука театар било, не знам што. Ако не почнеше Орце со овие 72 часа што ги обеќа, па еве го лаже, па не знам што. Па како не име срам бе? Ај овој Бугаринов да го разбереш, ама Љупчо, овој што плука Димче, не знам овие Велјан, кажи го Николче Петревски, тие, ја не можам да ги разберам да се против државата, бе. Поздравите таа акција затоа што стварно ќе го очистат градот. Само слеп човек не гледа дека Даниела беше под команда на Дуи. Завршија пожарите и наредија на оваа Даниела и нареди, ајде сега ќе го правиме ѓубре градот. Стопирај таму, не пуштај работници, не плаќај нафта, да нема автобуси. Како не гледате, бе, слепи ли сте? Значи, дојде Орце и ќе видите дека ќе има ред во градот. Тие што не одат на работа, зимаат плата, веќе нема да работат. Видовте што кажа Орце. Што не ви е јасно? Поздравете го тоа. Со што ве задолжија со непријателот да бидете рака под рака, бе? С предавниците од СДС да ги браните, ви работија деца ли, пари ви даваат ли? Што е работа? Против интересите на државата. Име сменија, сега сакате да се бугаризирате и тоа го поддржувате. Па и со ѓаволот ќе садите крстајци само да имате лични некои ситни интереси. Па на Љупче му се смее цел народ што се јавува на сите емисии по 10 пати, бе. Напаѓа нешто што е нормално. Театар било. Па како треба да ова најбедна земја што испокрадо? Так, истече времето. Благодарам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Да, здраво. Прво, сочувство за сите тие што изгубија и да не се секираат, ајде здравје Боже, можда 10 години понатака, а можда и никад, нема да дојдат и нема да се вратат. Само ако нека биде лесно, нека им си да им поминат сите болести
поубава тука да се јават и да се кажуваат, односно да идат во болница, да пијат лекови и такви работи. А што вика претходниот за Љупчо, абе него дома него сакаат, па ќе мислат други за него. Што се чудите? Тие се луѓе што се децата на ѓаволот, така се викаат. Немој да мислите дека за инат зборам и зборам глупости. Ова е секта. Вие верувате или не? И тие, и левица, за да сакаш такви луѓе, се извинувам, за да сакаш такви луѓе, ти треба да си исти како нив. Се што е добро направено, се што е убаво направено, гледате дека за нив тоа не вреди. Овдека и мед и млеко да тече, за нив ќе биде така. Стварно, мене не ми е јасно за тоа, мене не ми е јасно и на колегиве со кои што работиме и живееме и работиме во Хрватска, вика, вас не ви требаат, вика, никој за вас, вика, вие меѓу себе, вака, вика, ќе глупате глупости и ќе се правите кој ве се памести. И ставно е така. Меѓутоа, јас ви верувам дека после ова ќе биде се подобро и уште подобро. И затоа, немој да се секирате, тамо Господ со нас и верувајте, еве ќе видите што ќе биде не за една година, за 6 месеци. Послушате разборот, ќе видите дека се ќе биде поубаво. Го поздравувам сите, поготово почитувам вас. Благодарам те и јас ве поздравувам и особено поготово како што велите вие и мене навистина не само што ме интересира тоа, туку и го очекувам со нетрпение и верувам секој апсолутно, а апсолутно од друга страна пак подеднакво колку што сите треба да го очекуваме тоа и да се занимаваме со тоа, да го следиме како се развива, не би смееле, ајде не би требале, иако велам, тоа не би смееле во смисла човек сам да не би смеел да си го дозволи, ако држи малку до себе, да се занимава со тоа колку другите го сакале неговите и дома и така натаму. Особено ако ништо друго, токму затоа што имаме и поважна работа, тоа е да ги следиме овие настани како се развиваат. А тие пак состојби какви се, на крајот од краиштата се токму на секого од нас. Кој, кого, колку го сака дома, најдобро секој сам со себе тоа да си го преиспита, ревидира и да направи нешто, да ако не го сакаат, да го сакаат повеќе, ако го сакаат, да го сакаат уште повеќе. И да остане во тој дел. Никој друг нема да направи да го сакаат ниту повеќе, ниту помалку, особено неговите. Туку она велам што е за нас, тоа требаме да го следиме, мониторираме и укажуваме дали соодветно се развива и напредува, и ако е така, тогаш и сигурен сум не би имало никој ништо ниту против, ниту да каже нешто против. А и ако би кажал, би било безсмислено да се каже. Да кажете дека е ноќ, надвор свети сонце, веќе навистина би било проблематично за тој што го кажува тоа, ако не е така. А и да го каже, никој не би се ни осврнувал на тоа. А камоли уште да се оптоварува со тоа дали го сакаат дома или не. Самиот со други зборови би покажал за каде е. Повелете, добар ден. Ај, добар ден, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Ево вака да кажам, јас прв пат требам кај вас. А, повелете, драго ми е, да. Тоа само случајно добив. И сега вака да ви кажам. Јас звонам од Битола. Многу ме интересира како не му падна на некој жал и грев за другите градови од Македонија, со ова Скопје, со пожарите, со поплавите, со ѓубрето, глатање потековте. Сите телевизии. Значи, ние немаме ум во глата, другите градови ги направите малцинства, ги направите провинција, ево јас звонам од Битола. Ниеден новинар нема да видиш низ улицата да снима нешто, некој спушен граѓанин да видат што мисли за градот, што мисли за... Овие локалните избори, од нова година наваму, ама тапан глатани ја направите. И дајте ова нека биде последна емисија со овие градоначалници. Нека се здрави, живи, нека му е со среќа, Господ нека му дај здрави на фамилите и нив, нека тргне нешто за напред,
Ама ние премногу сме запоставени другите градови. Скопје се поплави од ѓубре, се поплави од ова. Пожарите, ама глата ни е потапанивте. Дајте бе нешто, пошетете ни с полето, снимајте ги луѓето што работат, дајте, снимајте ги луѓето по улицата, обичниот граѓанин, да видите што мислење има, што е ова работа. Од нова година со овие изборите како Трамп во Америка го избира за претседател, толку бука немаше како кај нас. И ќе ве молам, значи дома сум пензионерка, не јас и сите што ги слушам, еве си коментирате меѓу себе, ќе се искарат. Престанете со овие изборите. Би свадба помина. Дајте нешто да видиме, Битола е умрен град. Прошетате низ чаршијата. Видите секој ден како се затварат дуќани. Кепенците кои ќе се отвараа во Битола, кои ќе одеа луѓето на работа, штиквите дрече на битолчанки, лепотици, дотерани, погодени. Да работа се одеше свежи, расположени. Битола го направи како Демирчица, кога беше едно време како мало градче. Благодарам ве, поздравувам се, надевам дека ќе се слушаме и почесто. Драго ми е што се јавивте, верувам, велам, ќе станете редовен учесник, а и јас се надевам и се согласувам со вас дека помалку ќе зборуваме, особено сега по изборите, и токму се надоврзувам на она претходно, дека работите ќе се одвиваат тековно во рамки на токму обврските, работите и работни задачи на сите кои се како во локалната самоуправа, така и во рамки на власта, особено по најавените и преструктурирања, односно реконструкции и во рамки на ВМРО, ДПМН и потоа во владата, што значи сосема тие сите ешалони да се пополнат соодветно на стручноста, на заслугите и да дава резултати. Но во таа смисла, затоа велам, како што и претходно кажав, во суштина тоа зависи токму од нив. Да, од една страна, јасно, непотребно да се занимаваме со други, особено кога немаме врска никаква со нив, тогаш или навистина немаме што да правиме и ниту самите со себе, или кој знае имаме некоја друга преокупација со другите, за да се оптоваруваме со тоа, со нивните приватни работи. Но кога станува збор за тие јавни работи, велам, примарно зависи од нив, затоа што тоа е работа на сите нас. Како што во една прилика има кажано Томас Джеферсон, еден од претседателите на САД и всушност и еден од креаторите на Уставот на Соединетите Американски држави, најдобра е, вели, она власт која тивко управува. Така што, со други зборови, ако е се во ред или ако е воглавно во ред непроблематично, тогаш нема што многу ниту да се зборува. Затоа, велам, тие го диктираат тоа. Ако имате проблем да стигнете на работа или се едно каде и да е, да се превезете со јавниот превоз, нормално дека се зборува за тоа. И кога ќе стигнете на работа, зборувате и со колегите и така натаму. Што е работата, не можам да стигнам, нема автобуси и слично. Кога е се во ред, не зборувате. Затоа што тоа се подразбира, функционира се како што треба. Тивки сте. Тивки сте во таа смисла. Евентуално може да се занимавате со друг некој, дал го сакаат или не, оти немате други теми. Но затоа велам, сосеме поинаква состојбата, ако вие имате и тоа како други теми кои се од јавен интерес, да се занимавате со други, дал се омилени или не дома. Во таа смисла велам, ако немате каде да фрлите отпадок, оти се преполни контейнерите, се развиваат глодари и останати, нели, предизвикувачи на болести, нормално е кога ќе го зборувате тоа. Не зборува никој кога е се во ред. Замислете, беа контейнерите празни и го отфрлив отпадот, а потоа навреме ми дојде автобусот празен со клима и не се зборува. Тоа е нормално, функционирате, сте стигнали. Затоа велам, ако функционираат или почнат да функционираат работите, и ние ќе зборуваме за поубави работи, или и овие ќе ги забележиме во позитивна смисла. Ете како ние убаво, лесно стигаме на работа, имаме, не знам, напредок во сите сфери, во економијата, во земјоделството, во индустријата и така натаму. И ќе можеме, велам, да се занимаваме и со други поубави работи.
Така да, тоа е во тој случај, доколку пак работите не функционираат, тогаш е велам нормално да се коментира и настрана, а камоли тогаш на вакви средби, како еден од факторите преку кои треба, една од платформите во кои треба да се изнесат проблемите со кои се соочуваме, и особено како прилика да преку гласот на јавноста, на народот, на носителите на во чие име е даден мандатот. Тие се експоненти на мандатот на народот. Народот го дал. Нема основа кој да е да каже со кое право се и слично. Со право на гласовите, со кои дошле. Но тие ветувања кои ги дале, треба да кои ги дале на оние кои им ја дале довербата, на граѓаните, на народот, треба да ги реализираат. И токму велам преку овие средби, дури ја имаме и таа обврска да им укажеме, да им помогнеме, или да критикуваме ако не е како што треба нешто направено. А ако си го прават како што треба, тоа апсолутно, велам, како Томас Џеферсон, тивка е таа власт која добро работи, и тогаш нека работи добро. Ние ќе зборуваме за други работи. Повелете, добар ден. Добар ден. Како? Да, повелете, вие сте. Вака сега Исо. Една позитивна критика првен за вас. Позитивна. Да. Слушајте ме. Добро, и негативна се едно, заедно еве споделуваме. Не, още ќе ја кажам негативната. Да, добро. Само вие едина телевизија бевте што бевте во седиштето на левица. Добро, да, тоа знам. Да, точно, да. И така е, да. Тачно. Да. А сега, една критика не до вас, а може и до вас. Добро се. Тој гледач, ние сите гледачи што се јавуваме, имаме право да кажеме што мислиме. Гледачот дали е во Карпош или во странство, на секоја телевизија го спомнува Љупчо од Радишани, тој од Охрид го спомнува, ги критикува, тулумби кажува. Ако му се јада тулумби, нека каже, ќе му направам, ќе му однесам. За Љупчо од Радишани можам да кажам дека е толку интелигентен и повика, не дури беше поканет на една телевизија, на разговор. Затоа малку нека си е сопрето и устата, нека не вика заспани и тој Велјан дека не чинел и овај дека им се постиле деца, а фино кажа Љупчо дека децата работеле во приватни фирми или биле во туризам, не знам. Тоа на другите телевизии, верувајте, го исклучуваат. Не смее да се каже друго име. А за реконструкција на владата ќе кажам дека може би ќе има, и јас мислам дека ќе биде сменет министерот за внатрешни работи. Ако не сте забележале, последниве 2 месеца го нема. Едино пред првиот круг излезе и толку. Мислам дека него ќе го сменат. А знам и зошто, само ајде, времето ми тече. Друг пат ќе се слушаме, ви благодарам пријатно. И опомена за тој од било кој да спомне. И мене некој да ме спомне, треба да го поменате. Пријатно. Да, благодарам, ве поздравувам и за критиката секако, која еве и до мене ја доживувам, во смисла ја прифаќам. Значи, едно е, може, како што имаме и ситуација, некој се зборува што сака, друг дали допира до него или не. Ова е што го кажавте како критика до мене, го прифаќам, допира. Повелете, добар ден, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, повелете. Морам реплика, ја не ги терам да Со право, јасно, повелете, да. Вака, преска заборив, мора си го поздравам пријателот и куќен пријател и електричар Геле. Електричарот го чекам на 21 да дојде да ми го направи овако за болеро тоа струјата. Сега за овие двајцата господа што едниот што кажа дека дома не ме сакале, го поканувам да дојде да ме посети, ќе го частам раке, за да се увери во нас противното што го збореше. Меѓутоа, знаете што, црногорците имаат една изрека, кога некои луѓе никој не ги спомнува, има вика само еден тип на животни што сами се јавуваат кога никој не ги спомнува. Сега не знам он да спаѓа у таа група на луѓе. А изгледа спаѓа у таа група на луѓе. Тоа е една работа. Втората работа, нека ме слушаат уво што зборев и што критикував. Па они тоа го бараат, они зборуваат, критикуваат криминал.
Дали ме разбирате односи? Јас спомнав за криминал. И они се против криминалот, кобајаги. Ама и за она го не го потребуваат на српското. Ја волим позоришта, али не у своји куќи. И јас сакам да зборам за криминалот. Џуза Стојковиќ, така да. Да, само не во мојата партија. А што не се за господјата од Битола да ја поздравам. И во оваа емисија има јавувачи од Битола, меѓутоа они кажуваат дека во Битола цветаат ружи. А јас кога зборев дека градоначалникот купил тракторче од 50.000 евра, што градоначалникот на центар го платил 14.000 евра, они ми рекоа дека лажам. Па господјо, самите вие се демантирате со тоа каква ви е состојбата во општината. Гледате, ја од Скопје ви тврдам дека вашиот правил дубари, овие ми викаат не прави дубари. Не прави дубари, нема проблем. Иначе, јас сум единствениот македонец и скопенец кој се буни клиничкиот центар да се прави во Скопје, додека не се развијат регионалните центри во државата, и тоа го верглам у секоја емисија кога ќе се јавам, кога е темата клиничкиот центар. Јас сум огорчен противник клинички центар да се прави у Скопје, дека не се направат. Така, добро ви благодараме, ајде па за тоа ќе дискутираме ова во рамки на репликата. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Поздрав, Поздрав до вас исто. Видите, ние сме од трета категорија, рурални подрачја. Живееме на село, каде училиште нема, оти нема деца. Немаме вода, струја стално ни снемува, работиме, немаме недела слободен ден и недела работиме и празници, и земјоделие, и сточарство, се по нешто, та ние крај ништо. Да произведеме што е може поевтино, тие во Скопје што пијат кафиња по терасите и играа шах и карти по парковите, да имаат, да произведеме ефтино да се хранат. Тоа помина. Заминаа и нашите, и сите во странство. И сега нашата држава ќе се соочи с многу големи проблеми. Немаме производство. Јас слушав некој вика, Заев не бил крив за промена на името и идентитетот на македонецо. Не, најкрив он. Он вадеше од затвор со ланци, рацета врзани да гласаат собраните. Он ги износиш. И он е најкрив. Он е за најтешка казна што постои. И ако со оваа власт не преземе нешто против него, против Димитров, против ова, како се викаше, Шечеринска, тие уништија и македонската нација и македонецо. Македонецо постоел, сега не постои. Сега е северен граѓанин. Порано и за време на турско постоje и српско, и бугарско. Иако не смејал, али внатре се изборувал македонски. Сега никаде веќе нема. Северџани, северни граѓани, тоа станавме. Сами себе се уништивме. Уствари, тие што не унисија не се од македонски род. Ни Заев, ни Шечеринска, ни Димитров, тие не се македонски род, а уништија македонската нација. И благодарам. Благодарам и поздравам. Добро, тоа северџани сами себе, тоа сте во право. Тоа никој не ниту сме подпишале, ниту сме смениле, ниту некој така, освен себе сами, кој некој си го измислил. Се ословуваме. Ова да, граѓани на Северна. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме. Ова е типично македонски синдром. Да. Само уништување. Ако е вака, зашто е вака? И пак са, како да не ги спомниш сега другарчето, како да не го сму? Сега кога е мешаш веќе Битола, треба да кажеш од кој изворите се тие дека градоначалникот направил криминал. 4 години го дискутираме ова. Како ти можеш да знаеш дека градоначалникот во Битола направил криминал со тие машините за обележување, ги рипнал сите набавни служби, поминало то на совет на општина Битола и тој си го направил криминал и никој не реагира во Битола. А победува во први округ. Како ти, од кај ги знаеш тие овие податоци? Ама не се представуваш што ти со име и презиме кој ќе тврдиш дека градоначалникот на Битола направил криминал. Представи се со име и презиме за да може тој да ти одговори. Па да биде малце поинаку судски то да кажам. Иначе зошто кој ќе врзиш овие двете емисии, претходната и ова денешната, па некој ќе купувал бели чорапи, па немој мило што се исчистило во Скопје, што глувците ќе заминеле. Не да си купите бели чорапи. Лексилиуми треба да си купите. Немојте со свести тој што од порази и ова што ве снајде овде во Скопје. Значи, треба
да потврдите дека 2,5 години Данела беше заедно со СРСМ и со ДУИ. Зошто тогаш не се купија автобуси? Зошто тогаш не се исчистите? Зошто тогаш камионите не беа во топ форма, па да речите дека од кога дојде Мицковски сите се расипаја? Како вакви работи? Не ми е јасно. Не ми е јасно, навистина. Па се лютите, зашто ние од Битола сега навиваме во Скопје да биде чисто. Па еден се јавува вели, не беше овие галева за Битола, за Скопје. Па сакаме кој ќе дојдеме да не газиме на ѓубре, глупците да не трчат преку нозете наши. Значи, затоа реагираат луѓето, затоа што се служите со лага и со манипулации, затоа што сте платеници. Така, благодарам ве, поздравувам, се согласувам дека не треба во крајности да се оди да се засилуваат состојбите и во позитивна и во негативна. Не знам, успесите невидени историски, неуспесите трагедии на оние на кои не им одговара или им одговара тоа така да биде. Па така и со состојбата со ѓубрето. Значи, јасно дека не е работата бели чорапи и така натаму, но не е ни работата каква што е, преполни контейнери. Една нормална ситуација во 21. век да се дискутира за тоа дали можеме да се справиме или не. Тоа е клучниот проблем. Да е горе долу како што треба направено, па сега бели црни чорапи, тоа е веќе друга работа. Клучната, суштинската работа е зошто дојде до ова. Тоа е тоа во таа смисла што велам, кому како му одговара, успесите да ги, не знам, намалува на другиот или да ги истакнува, односно неуспесите обратно. Така да во таа смисла и ова, зошто дојде? Затоа што гледам меѓусебни се обвинувањата. Дека е тоа под наводници предизборно, односно изборно ѓубре на опозицијата, односно на власта. Тука се повторно тие дофрлувања. А факт е дека ѓубре имавме и сосема ние се едно, или мене барем, дали е опозициско или на власта. Како што ми е велам и сосема небитно дали бели чорапи или не. И така јас барем не одам по чорапи надвор. Барем влечки имам, ако не чевли. Или папучи некои. Така да во таа смисла велам, ако веќе се оди до крајности така натаму. Дајте во суштината да зборуваме дали имаме една нормална ситуација со ѓубрето, со отпадот, односно зошто дојде до неа таква каква што е. И конечно ќе се утврдат ли тогаш и ќе има ли одговорност конкретна ако се утврдат причините. Затоа што ова е повторно еден помеѓу друг. Вие сте, не вие сте. И што, средство за изборите? Како нешто ново, до сега го немавме, значи сега изборна алатка. И помина и ќе се утврдили сега кој користел такво средство за изборите, ако било средство за изборите. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, почитувани се. Да, почит до вас, повелете. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па малце треба да имаме разбирање за нашата нокаутирана опозиција. Вчера им избрка 371 партиски вработени од СДС, Левица и ДУИ во град Скопје. Сега некој обвинува за политички маркетинг со ѓубрето. Еве Герасимовски, например, беше реизбран градоначалник на општина Центар, па и тој го чистеше ѓубрето. Значи тој прави политички маркетинг. Но јас би дал едно психолошко објаснување за состојбата на нашата нокаутирана опозиција. Ако истражувате малце психологија, ќе видите дека има неколку фази на тагување при некаква загуба. Првата фаза е порекнување, односно негирање. Значи, гледате сега, опозицијата е во таа фаза, ги негираат резултатите на изборите, порекнуваат дека се поразени и така натаму. Сега, како што истекува времето, навлегуваат во втората фаза на тагувањето, односно на бесот и лутината. И затоа се повеќе ќе паѓаат говор на омраза, навредите на место аргументите, клеветите и така натаму. Третата фаза на тагување ќе им биде депресијата, односно страдањето. Тука ќе биде доста тешко и доста болно и доста долго ова депресија и страдање ќе им поминува.
И четвртата фаза ќе им биде прифаќање на загубата, односно прифаќање на поразот. Затоа што за да излезат од загубата и поразот, треба да знаат како се нашле од таа загуба и од тој пораз. Откако ќе дознаат како се нашле и што направиле во минатото, тогаш ќе почнуваат да се извинуваат и ќе наоѓаат луѓе да ги поправат грешките. Мада тие не се грешки, туку сте катастрофи и катаклизми што ни ги направија нас македонците. Благодарам, почитувани. Благодарам и јас, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете, дали имаме некого? Добар ден. Се слушаме со некого, предпоставувам. Ало? Да, повелете, Ало? вие сте. Добар ден. Добар ден. Убав ден, нека повелете. Сакам да коментирам нешто слободна тема и сакам да кажам некој збора, имаше извештај од Европската унија за напредокот на Македонија, пред никој тоа не го спомна, го прашав тоа и премиерот Митковски беше многу задоволен, вика. Вика, овој извештај, вика, сите се кажуваат негативно и само па да даде свое толкување како тој го гледа, да. Он вика толкува, вика задоволни од тоа. Како може да биде задоволен и кажува ќе се потрудиме, вика корупцијата да се намале. А корупцијата напротив е повеќе сега корупцијата. Само да го прашам ја, тие 250 милиона што беа дадени од угарскиот кредит на локалната самоуправа, каде отидоа тие пари? Да има ли некој извештај, има ли некој где се тие пари отидени? И нема корупција. Они напротив корупцијата сега ќе цвета у ВМРО колку сакаш. Кај се тие пари, тие извештај да дајат за тие пари што се направени? И сега премиерот ќе вика ќе корупцијата ќе се струдиме да намалиме она. И кај ќе намале он напротив корупцијата колку сакаш? И сега тоа и сите кажуваат негативно дека имаме уназадување, он кажува, вика не, вика добро извештајот. Јас сум задоволен од извештајот. Леле, какви работи може да чуеш и какви наместо да сам да каже не е вред, не е оно, треба да се поправат некои работи, он вика сум задоволен од извештајот на Европската унија. Фала многу на слушањето и пријатно. Благодарам ве, поздравувам и јас. Повелете, добар ден. Дали имаме некого, повелете. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, вие сте. Јас сум во програма, да, не? Да, повелете. Благодарам. Па, вака, имаше една песна Високи штикли и црни чорапи. Веројатно се однесувало за Битола. Аха. Па сега кога штиклите се високи, чорапите црни, не може да се види дека се извалкани. А во Скопје дека се влечки и бели чорапи, веднаш се познава. И сега, затоа и за Скопје зборуваме, а не за Битола. Нека почнат и они да носат бели чорапи, може ќе збориме и за нив. Знаете, какви сме? Прво, од град до град, какви граѓани има оваа држава, такви водачи ќе има. Ја не можем да бидам паметна. Зашто Мицковски не отиде со Герасимовски да собере ѓубре? Него отиде со Ѓорѓиевски. После народот бил поделен. Демек и тој у центар собирал ѓубре, Горан Герасимовски, како ли се вика. Него отишол со овој Порце. Па нека отидеше со тоа центар, ќе не беше поделено со народот. Исто кој што ќе не беше и на политичарите. И после овој од Скопје вака збореле, така збореле. Па власта го дели народот, а не самиот народ не се дели. Значи и центар беше загаден, и Карпош, и кисела вода, и аеродром, ама Мицковски одлучи да оди со градоначалникот што е негов, а не што е тоа од другата страна. Зашто Даниела не купила, немала пари, а сега ова од кај ќе има пари? Дедек сега власта централна ќе му дала пари. Па што ни даде централната власт и на Даниела пари, ќе купеше автобуси. Или ќе поправеше камионите на комунална хигиена. Значи луѓето си зборат нешто на памет. Не оти нешто разбираат, толку се слепи при очи и толку се глуви при уши. Ако не се глуви, ќе слушне инфлацијата од ноќеска 4,5 порасла наеднаш. Или за ово извештаот што е идеален за нашиот премиер, а што за Европа е 0. Ама за нашиот премиер е извештајче. И со таков речник ние кај ќе одиме? Па ни до Битола нема да отидеме, ќе останеме у Скопје, а не... Благодарам ве, поздравувам. Инаку ете, за крај подсетување, барем од она што јас ете го следам како, особено како материјал кој го подготвуваме
за темите за заедничките дискусии. Унгарскиот заем и подеднакво оние од стратешкото партнерство со Обединетото кралство не се директно пари да се дадат. Со други зборови, кратко кажано, нема пари на рака, туку пари за што ви треба да се реализира. Еве ви, за инфраструктура одредени капитални инвестиции, кажете, еве, тоа ќе го направиме. Затоа и ова со буџетот односно со позајмиците, позајмувањето, еврообрзницата е токму затоа што не можат тие пари да се користат туку така, како пари од унгарскиот, односно односно од Обединетото кралство. Секако треба да видиме нешто тоа, резултати конкретни. Со други зборови, значи, од тие пари треба да има дела. И јас се надевам дека состојбата со ѓубрето ќе биде нормализирана, кога во понеделник ќе зборуваме, дека ќе видиме дела или барем дека ќе биде на добар пат да биде решена. И дека ќе имаме и добри разговори. И во меѓувреме пак имајте пријатен викенд. Довидување.